Петре М. Андреевски, македонски писател, полиграф кој пишува речиси се. На македонската литературна сцена се појавува во 1960 година. Тој не дојде во генерација. Дојде сам и дојде од Слоештица, југозападна Македонија. Од потаткото Црнврв и мајката Беларека, со која се збогуваат и делат од век и вајвек. Тој кон високото, таа кон длабокото, ке рече за него Јордан Плевнеш. Петре М. Андреевски, поет, раскажувач, романсиер и драмски автор. Поезија: Јазли, И на небо и на земја, Дениција, Дални наковални, Пофалби и поплаки, Вечна куќа, Лакримари. Раскази: Седмиот ден, Неверни години, Сите лица на смртта, Боеми постхумно. Романи: Пиреј, Скакулци, Небеска Тимјановна, Последните селани, Тунел, Бежанци постхумно. Драми: Време за пеење и Богунемили. Книги за деца: Шарам барам, Касни порасни. Добитник е на сите највисоки републички награди и признанија за литература. Постхумно му е доделен орден за заслуги за Македонија. Член на МАНУ, Пен Центарот и Друштвото на писателите на Македонија. Во 1968 година појавата на Дениција ги возбудува литературните духови, затоа што, ќе запише Венко Андоновски, беше климакс на универзалното. Химна на љубовта, на сеприсутното и на одсутното. Химна на космичката љубов, химна на жената, химна на татковината. Плевнеш ќе додаде: правечна и безвремена Дениција, како природа, мајка, жена, смрт или татковина. Дениција како голема поема на една мала литература. Таква е Дениција. Таа се наоѓа во подвижните гробови на реалните и имагинарните представи. Таа е окосница на болеста и тајна за државната безбедност. Таа ги слева во единство фреските и овоштијата, апокалипсата и умирањето, со умилкувањето, поштите и стадионите, црквите и безбожната ерес. Таа е еден поетско-лирски македониум на епско-лирски крајности. Ако е Дениција климакс на универзалното, тогаш со јазикот на математичарите Дениција е формула и равенка. Со јазикот на физичарите Дениција е магнетно поле. Со јазикот на биолозите таа е живот и смрт. Со јазикот на спортистите Дениција е се уште несрушен рекорд. Песна за најзината песна. Немаше земја кај што не ја сретнав неа. Оти без неа бев никој и никој не ме познаваше. По најзината воздишка го запомнува воздухот, за да можам да ја стигнам незабележан од никого. Но таа беше побрза од сите небесни светлини, зашто секаде сама си го осветлуваше патот. Објаснувајќи ја како семир во купчето јаболко, главата ми се полнеше со запалливи течности, бели и црвени дождови капеа од овошките, житата и шумите ја следеа во крупни походи и се околу неа ја добиваше нејзината форма. Кај што јас влегував, таа излегуваше. И од отворите ја мразев само нивната празнина. Ме рануваше како невеста, ме целеше како сестра, блажената ног што ја откри во неа. Бев првиот
исследувач на таа топла темница, неисцрпна како звездени и бесценети камења кои вечно се празнат, а никако да се потрошат. Каков страв се пребра во допирот со таа кожа што болскаше и заоблуваше како свртено вретено. Огнот и водата добиваа паралелна брзина и во збирот љубовен постојано се одземаа. Се што се уништуваше беше заради неа и се што се обновуваше беше заради неа. Така светот се делеше на видлив и невидлив, на неослободени земји и на земји во развој, но немаше земја кај што не ја сретнав неа. Летување. Таа се појавуваше од секаде и ги соединуваше бродовите со морето, морето со копното. На летните спијачи им пушташе бубачка во сонот и тие од тој ден почнуваа да живеат со телата дома, а со главите покрај морето. Ако кажеше нешто, требаше сите наваме да ги учат нејзините зборови. Од во нејзиниот глас можеше да се смести сета моја татковина. Ако поидеше на пазар, требаше да поскапи зеленчукот. Ако замижеше, можеше да се стемни и наплавне. Ако се преместеше подалеку, требаше и плажата да се премести. Ако се вратеше дома, требаше да заврши летото. Нејзината воздишка беше граница меѓу раздуваниот жар во јужните овошки и успаната вода во зимските метали. Таа беше причина за сите срцеви заболувања, оди се беше во движење кај што се движеше таа. Поетите пишуваа дека нејзината убавина постои во сиот народен фолклор, во секој пламен, на секое знаме. Таа се појавуваше од секаде и мојата брсијачка нежност ја споредуваше со прошетките на војникот посред друмот од куршумот. Кога прв пат ги читав песните за Дениција, бев затечена од изобилството слики со кои не преплавува поетот и метафори од различни видови, метафизички, лирски, патриотски, дури фармацевтски. И се прашував што правил човеков. Па решив одново да читам полека како со забавена снимка и да пробам да ги декодирам тие споредби, за да заклучам дека тоа е сосема погрешен начин да се читаат песните на Петрема Андреевски и дека Дениција е фактички еден колаж на стотина мали приказни кои само споени заедно можат да ја дадат сликата на една љубов, нејзиниот портрет и душа. Дениција. За мене Дениција едноставно гледано представува медицинска белешка, оправдание. Оправдание дека се е сосема во ред со тинејџерите кога не можат да ги објаснат сопствените мистерии во нивните стомаци, тогаш кога карши нив не идува љубената. Тоа е алиби, потврда дека се е сосема во ред со мене кога се губам од реалноста во занес да напишам стих кој би ја собрал сета моја, сета неизина, сета нечија или сечија љубов. Тоа е истовремено седатив и антидепресив успокојување. Дека се е сосема во ред со моите родители кога се држат за рака дури и низ попладневните дремки. Дениција е трик изваден од джеп, екстатичен еликсир. Тоа е вакцина против сите сомнежи дека лудост е поради љубов, да се калеми светлина на мракот
да се топат снегови фатени во движење, како што тоа го правел Андреевски, например. Spregni se naški vetru, moj diče pevalo, na leta nego svoj glas o licu i grmote. Vici predački, moj mači po sestri, ispred kraja prenese te pesma, za moja ta pesma. Spregni se naški vetru, moj diče
љубев Дениция. Кога ја љубев Дениция, како да топев снегови фатени во движење, како да станував единствен сведок за бакнежот меѓу металот и громот. Кога ја љубев Дениция, како да му пронајдував брзина и на каменот, како да ја одделував душата од телото, како да го палев баротот на тилот од смилот и трендафилот. Кога ја љубев Дениция, како да внесував летен воздух во воздухот зимен, како да ги откривав сите рудници на злато, како да добивав телефонска врска со сонот од сите успани работници. Оти ја љубев Дениция, како што ги отварав пролетните аптеки, сместени во гласот од славеот, како што славеот ги спријателуваше небото и земјата, како што таа ми ја одземаше тежината додека трчав кон неа, како што не можев да видам ништо освен неа, како што таа живееше додека јас умирав, како што и јас не знаев како би умрел ако таа не се родеше. Кога ја љубев Дениция, како да учествував во создавањето на првата македонска држава. Жената и љубовта мислам дека се неисцрпна тема за писателите. А Дениция го покажува на најкласичен пример тоа. Насликана љубовна поезија која извира од длабочината на душата на авторот и на тој начин ни ги покажува своите човечки пориви со еден прекрасен поетски стил. Колку пати и да се чита Дениция, секогаш ќе се открива нешто ново. Но една нишка останува. Љубовта кон жената и тагата од незината загуба. Во собата на Дениция. Во незината соба не се минува ни дневната светлина, ни билето што ја шета во срцето. Во незината соба еден цвет имитира друг цвет. Во незината соба има друга соба и еден часовник што се одржува доближувајќи ги краевите меѓу моето и незиното време. И една вазна што не ја разбира својата намена. Еден пат на билката што се изгубил во една коцка шеќер. Еден кибрид што го осветлува незиното лице и незините прсти, од каде што започнува сета убавина во собата. Во незината соба една молња на друга молња и дава знак да го ослободи огнот. Во незината соба може да се каже и најкусата вистина и да се читаат писма на сите далечини. Во незината соба може да се каже се и потоа да се онеме. Во незината соба може да се откријат сите изгубени земји со последната љубов меѓу ноќта во ѕверот и заборавената звезда во мртвата птица. Секој што влегол во незината соба заборавил на огнот што го допира водата, заборавил на водата што тропа во плодот, заборавил на стаклото што го пушта светот да помине, заборавил дека во мувата постои друга мува и помага смртта да ја биде побрза. Заборавил да зборува со мајчиниот јазик, заборавил да ја чита старословенската азбука на јадото што не може да го напушти воздухот. Секој што влегол во незината соба заборавил да се врати дома. Постојат песни кои ги паметиме цел живот. Постојат стихови кои ги паметиме од делови на песни. Јас ќе започнам со еден стих
од Дениция и ќе го кажам моето толкување за тоа. Како да калемев светлина на мракот. Ова ми асоцира на стебло, калемено, кое потоа низ своите гранки, лисја и плодови праќа ехо до читателите, кое гласе: ништо друго освен тебе, тебе, тебе. Тоа тебе, тоест Дениция, кај многу читатели, слушатели, има различно толкување и значење. Кај некој жена, кај некој мајка, љубовница, татковина и така натаму. Јас некоја дилема за себе имам за значењето ќерка, судбина, или пак заедничко, ќерка и судбина. Кога сето ќе се разгледа, ќе се анализира, ми се чини дека секој ќе забележи дека насекаде преовладува женскиот род. И затоа машкото полесно би се изразил за односот на жена. Од тука можеме да заклучиме дека низ вековите жената е постојана инспирација за писателите, за поетите. При анализата на делата, учениците секогаш потешко се обраќаат кон песните и прашуваат што сакал да каже писателот. А одговорот е писателот кажал, поетот, тоест кажал што имал, а ние сме тие кои треба тоа да го толкуваме. Се присутноста на жената можеме да кажеме дека има и почеток и крај, а можеме да кажеме дека нема ни почеток ни крај. Тоа е затоа што почетокот или мигот за авторот бил моментот кога ја создавал Дениция, а вечноста е онаа што останува за читателите вечно да се наоѓаат, да се препознаваат и да има секој своја Дениция. Често пати сме слушале срцепарателна музика, застарена романтика и занесна поезија за тоа колку е голема и совршена вистинската љубов. Но Дениция не е само уште една прашинка во низата книги на кои им се радуваме и за кои мечтаеме само додека ги читаме. Не е само венец сплетен од искуството, вознесот, пролетта и зајди сонцето на писателот, ниту пак само приказна за една љубов. Таа е најсејна звезда, светлина, која мене ми е нужна за да виреам. Букви кои остануваат врежани за довек и кои тек треба да ја градат и да изградат нечиј живот.
На едно место во поемата Дениция, поетот Петре Андреевски забележал: во собата на Дениция има друга соба и еден часовник што се одржува, поврзувајќи ги краевите меѓу моето и нејзиното време. Завршува цитатот. Токму затоа, мислам дека Дениция е севремена, присутна во сите времења. Првите почетоци за неа ги наоѓам во пиктограмите со расширени дланки на зидовите од пештерите што ги оставале некои наши предци. Значењето на овие пиктограми за мене е потреба од комуникација, од соработка, од зближување, разбирање, потреба од љубов. Како таква, Дениция постои од тогаш па се до денес, поврзувајќи ги просторите и времињата и луѓето што ги осмислувале тие простори и времиња. Значи, наспроти сета наша немоќ и ограниченост, постои Дениция без никакви ограничувања, ниту временски, ниту просторни, затоа што е изградена врз основа на принципот заеднички за сите религии – љубовта. Љубовта кон се, љубовта присутна секаде каде што постои човекот и неговата мисла. Од тука, за мене, да се навлезе во светот на Дениция, значи да се навлезе во светот на митското, на надвременото, на свеченото, во светот на божественото.
умилкување. Ке ги отпретам сите горештини од мојата глава. Косуво дрво но сувари да реките ке ги заковам. Ке те преплатам на вечна љубов и вечни времења. И ке те љубам, и губам, и во пости, и пред гости, само да ме сакаш. Ке ги подкопам сите човечки сетила и патила, сите светлосни бреги без изазол ке ги врсам, сите денови и ноки на својот почеток ке ги вратам, ке ти дадам се што е солено и молено, само да ме сакаш. Ке спијам во движење, сенката своја ке ја прескокнам. Ке ги запнам сите извори, се што гори ке отворам, ке направам да не се знае кај лево и десно. Ке ти наберам звезди, ке ти влепам шлаканица, само да ме сакаш. Ке ги шпионирам сите кратци на твоите часови. Ке ги изфрлам од употреба страните на светот. И светот по црна ноќ од миженка ке го истрчам. И ке те фалам и кудам под сите небеса, само да ме сакаш. Кај ке стасам, ке разделам топло од студено. На шекерот ке му забранам да се споредува со тебе. Не ке оставам растојание што ке биде меѓу нас со ова што го велам. И слепо, и глуво ке исцелам. Само да ме сакаш. Мојата прва средба со Деница беше преку една друга книга, која што ја добив како подарок. На неја беа напишани некои прекрасни стихови кои што во тоа време не знаев од каде потекнуваат. Дури подоцна дознав дека тоа се стиховите на нашиот маестрален и единствен Петрима Андреевски. Тоа ме натера да се заинтересирам повеќе за оваа стихозбирка, ова бесмртна поезија која што, како што сите веќе знаеме, стана некаква духовна матрица на нашето постоење. Деница за мене представува еруптивна лирика која што не те остава рамнодушен, додека не ја прочиташ до крај. Едноставно се прашуваш дали може понатаму да се оди со искажувањето на чувствата и на оние вредности кои што авторот ги дава. Деница за мене представува книга која што ја враќа вербата во човечкото, во оно што го заборавивме. Ја враќа вербата во убавината на живењето, ја враќа вербата во едноставноста, во вредностите кои што за жал нашето модерно, постмодерно или веќе не знаеме какво време успеа да ги истисне на маргините, па дури и надвор од маргините. Деница е книгата на која што можеме постојано секогаш да се навраќаме се со цел да сватиме дека љубовта кон жената, љубовта кон земјата се безгранични и дека секогаш ќе има нешто кое што може да направи подобри луѓе. Трето писмо. Беше тоа еден ден што траеше цела година. А беше тоа кога помислував дека твојата коса низ туги прсти истекува ко млаз вода или ко сува пченица. Па јас останував сам и сите остануваа сами. И возовите добиваа нови и незнајни брзини и веќе никаде не можеа да запрат. И тревите почнуваа да ветреат во лажна прелюба и сите ветрени коли носеа од моите боли. А беше тоа кога помислував дека полната светлина од твојата уста капе и се меша во туѓа пладнина. Па гаснеше варта во моите очни витли. И шумите слегуваа во длабоки подземја, и небесата догоруваа, и реките потекуваа нагоре, и животните ме гледаа како пријател што го губат, и се што беше мое живееше без мене. А беше тоа кога помислував дека веќе не можам да мислам без тебе. Па почнував да личам на сите мои предци, на сите мои предци, а најмногу на себе си.
Беше тоа еден ден, што траеше цела година. Дениция. Стиховите од циклусот Дениция на Петре М. Андреевски за мене се многу свети. И затоа имам, може би се забележува и видна трема да зборувам за нив, затоа што се плашам да не им наштатам. Од кога ги прочитав стиховите во Дениция, самиот збор Дениция за мене е синоним на љубовта. И тоа на онаа љубов која не прави од малечки големи, од исплашени храбри, од гладни сити. Љубов од која забораваш и кој си, и зошто си, а и не ти треба да знаеш. Затоа што љубиш. Љубов за која си спремен да даруваш, а да не чекаш за возврат ништо. Љубов која ти го осмислува постоењето и е цел на сето тоа. Првите податоци за Дениция. Дениция доаѓаше од секаде. Како дух што го пропуштаат и мртвите стражари на сите момчиња да им се јавува во сонот. Таа беше како оној врач кој гледајќи во цвеќињата држеше говор за потеклото на медот. Таа го имаше вкусот на храната што гласно ја џвакаа моите предци. Кога бев со неа, ја стишев во сите светови. Оти во неа се среќаваа сите страни на светот. Дениция значеше и најголема денгуба и најголема тајна за државната безбедност. Дениция значеше и детски додаток и распределба на доходот по ефект. Нејзините зборови ги повторував како реткост во друга реткост пронајдена. Таа беше растојание од една болка до друга и жесток пијалак што се разнесува по куќите. Таа знаеше една буква со која почнуваа сите зборови и можеше да викне и да ги смени годишните времиња. Заради неа, пријателите по цел ден не сакаа да ме видат. Размислувајќи за неа, можеше да се загине и во најкусиот ден, и во најтоплото попладне. Таа беше оган со оган што се гасне. Нејзината воздишка ги соединуваше и најодалечените населби, од кај неа започнуваа сите самраци што правеа излет со лилјакот, а завршуваа во трат. Таа знаеше и во кој овошен плод завршиле дождовите. Дениция беше датум на доброволни дарители на нешто и заради неа јас почнав одново да верувам во Бога. Преку дневните весници сакав да се откажам од сите роднини што не веруваа дека нејзиниот бакнеж може да лекува и разболува. Од неа јас дознав и што мисли змијата за небото и кога има воздухот мака. Оти како што дишеше таа, така растеше и дневната температура. Болеста на Дениция. Кај што боледуваше таа, таму беше и најгусто населен градот. Театрите ја расположуваа со представи во кои се умираше безболно. Но таа и се доближуваше на смртта и гласаше за пламенот во мртвите предмети. Дрвјата започнаа да се клеветат во ветровите,
а животните да се сакаат додека им трае омразата. Јас им завидував на сите љубовници во бакнежот што го криија својот отров и броев. Еднаш, 2 пати, 4 пати. Ке оздрави, ке умре. Ке оздрави, ке умре. Ја пронаоѓав во дождот, ја губев во маглите. Не се враќа, ке се врати. Не се враќа. Мојата птица губеше рамнотежа, додека го отклучуваше воздухот над мене. Веќе не бев за никаде, оти сите знаеја што не знам. А не знаев дали незината глава во мојата глава размислува или од незината болест и јас почнувам да умирам. Една ланска вода фатена во стапица, дење ноќе се мачеше на небото. Леле колкав мрак подврзан во мракот. Се плашев тогаш да се видам во огледало, од тоа да не заборави да се буди и зборува. Ја палев свеќата во лимонот што го јадеше и ја споредував со свиленото кокиче одвиткано од воздухот. Убивајќи го моето срце, можев да го убијам светот, но јас веќе немав време за ништо. Оти таа ми влегуваше во мислата и кога мислата ја напуштав. А секој што не знаеше да мисли на неа, можеше да остане без револуционерно минато.